Добар ден ви, благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Скопјани во потрага по сонце и чист воздух. Презагаден. Зошто дојдовте денес на вода? Па малку се случува. Горе има сонце, чист воздух и плюс спортување. Државниот инспекторат за животна средина контролирал 30 индустријски капацитети. Дел од нив не ги почитувале законските обврски. Маглата го блокираше Скопскиот аеродром. За 12 часа откажани 20 летови. Слетале само авионите од Дортмунд и Виена. Нов тип на сезонски грип ги полни болниците во соседството и Европа. Епидемиолозите очекуваат зголемен број на болни по празниците. Какви промени ќе донесат смените во опозицијата, дуи и СДСМ со кадровски, но без лидерски смени по лошите изборни резултати. Грчките земјоделци ќе ги тргнат блокадите, поради празниците времено ги запираат протестите од вторник до недела. А во овие вести во живо информираме за состојбата со загадениот воздух. Останете со нас. Скопје утрово се разбуди како најзагаден град во Европа, а густата магла која направи прекривка над загадениот воздух ги натера скопјани да бараат сонце и чист воздух. Голем дел заминаа на водно, а таму беше и колешката Габриела Лескова. Имаме во живо во овие вести. Габриела, и во моментов се гледа состојбата со загадениот воздух во Скопје од сликата зад тебе, но денеска беше и на водно. Што се случуваше таму, што велат граѓаните? Граѓаните бараат чист воздух и сонце. Иван велат дека се изморени од постојано да ја гледаат онаа статистика да бидеме еден од најзагадените градови на европската листа по аерозагадување. Ситуацијата денеска на водно беше навистина интересна, на Пладне не пречекаа колона автомобили. Исто на средно водно имаше навистина и таму многу магла и слаба видливост, што не беше ситуацијата на врвот на водно, каде што јасно се гледаше сонцето, меѓутоа место панорама на Скопје изгледаше како еден бел облак поради маглата. Како што напоменав, граѓаните се разочарани од ваквата ситуација и бараат навистина институциите повеќе да се потрудат да го решат овој проблем со загадениот воздух кој што ги мачи скопјани во текот на изминатите години. Денеска проверив и во инспекторатот каква е ситуацијата, што прават тие на терен, дали ги контролираат оние индустријски капацитети. Од директорката дознав дека во изминатите месеци 15 дена, практично од почетокот на ноември, заклучно со 15 декември, направени се 30 вонредни инспекцијски надзори на индустријските капацитети, меѓутоа е утврдено дека 12 фирми не ги почитувале законите. Само да биде појасно за граѓаните, од почетокот на ноември па се до март поради аерозагадувањето, инспекторите за животна средина се должни да прават ненајавени посети, односно вонредни инспекцијски надзори во овие индустријски капацитети за да се провери дали се работело според правилата. Како што напоменав, станува збор за 12 фирми кои што не ги почитувале правилата. Тие имаат рок во следните 30 денови да се ги поправат своите грешки, но доколку не ги поправат, ќе следуваат санкции, односно парични казни. Каде потврдиле овие 12 фирми во изминатиот месец и половина, да знаеме од прилогот кој што следува. Втори во Европа, ама по ниво на загаденост. Скопјани и денеска се гушат во токсичниот воздух полн со PM честички кои го надминуваат дозволениот праг. Граѓаните поради загаденоста бегаат на водно. На Пладне колони автомобили не пречекаа на средно водно. На врвот пак јасно се гледа сонцето, а панорамата на Скопје е покриена како со бел облак. На средно водно тешка е видливоста поради густата магла. Загадено ли е Скопје? Скопје да, водно не. Зошто дојдовте еве на водно денес? За да сонце, фатам и чист воздух. Горе има сонце, чист воздух и плюс спортување. Се надеваме дека ќе видиме сонце. Сега ние одиме на планина само за нешто да биде подобро, но сепак има уште магла и не би било препорачено да се седи во Скопје, треба да седи на страна по селото. Да, многу е загадено. Од институциите што барате, што треба да се направи за почист воздух? Што да бараме, веќе 20 години бараме, ама ништо. Едноставно да се надеваме на ветре и да се изчисти воздухот. Во меѓувреме, инспекторите за животна средина ги тресат фирмите со аеколошки дозволи. Заклучно со 15 декември извршиле 30 надзори. Издадени се 12 решенија за фирми кои не ги почитувале правилата. Ако не си ги поправат грешките, ќе следуваат парични казни. Значи со решение ги задолжуваме да извршат мерења за бочава во животна средина и емисија на PM10 честички, да се направат мерења на емисија на гасови и да направат
мерења какви што се задолжени согласно дозволата да ги прават одреден временски период. На нас тие ни се потребни за да видиме какви се емисиите во воздухот. Согласно решението, доколку не постапат, им следува прекршочна санкција. Задолжени со одлука на владата, ваквите ненајавени надзори за индустриските капацитети ќе се извршуваат до март поради аерозагадувањето. Битката на инспекторатот е уште потешка, бидејќи 2026 година ќе стартуваат со само 13 инспектори за животна средина, бројка која што е далеку од доволна за да се покрие целата територија на Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Советничката група на СДСМ во град Скопје поднесе иницијатива за вонредна седница на која ќе се донесат итни мерки за намалување на загадениот воздух и побараа поддршка од сите советници. Тие најавија и свој конкретни предлог мерки за заштита на здравјето на скопјани. Бараме поддршка од сите советнички групи во Советот да ја одржиме оваа седница и да утврдиме заклучоци и итни мерки. На самата седница и ние ќе предложиме мерки. Бесплатен јавен превоз во деновите кога воздухот е загаден, да се побара од владата средства за бесплатни филтри на оджаците на големите загадувачи, пренамена на пари за прочистувачи, за граѓаните за еколошко грејење да се донесе забрана за грејење со дрва и јаглен во подрачјата со достапно централно грејење. Понатаму расчистување на дивите депонии на територијата на градот, миење на улиците, пари за еколошки проекти. Навистина е лицемерно СДС да говори за загаден воздух, велато од ВМРО ДПМН. За 7 години можеа барем за 10% да го намалат загадувањето на воздухот, ама приоритет им беше градење згради, како што сакаа. Во Ѓорче, во Хром да никнат 100 згради во 2020 година и Расадник исто така 100 згради, исто во периодот од 2020 година, велато од владеачката партија. Од ВМРО ДПМН информираат и за нивните чекори кои како централна власт за 1,5 година ги презеле заедно со локалната. Стратегија за почист воздух 2024-2030, субвенции за инвертер клими, прочистувачи за воздух низ градинките во Скопје, масовно пошумување на државата, гасификација на државата, град Скопје воведе мерки и препораки до граѓаните за заштита од загадениот воздух, изградба на 2 конгенеративни централи на влезовите во Скопје, паркови со клупи во кои има вградени прочистувачи на воздухот. Ова се само дел од чекорите кои ги имаме преземено во делот за справување со загадениот воздух, информира од ВМРО ДПМН. Густата магла го блокираше авиосообраќајот за само 12 часа. Од синоќа на полнок до денеска на пладне биле откажани 20 летови, а на скопскиот аеродром слетаа само авионите од Дортмунд и Виена. Од ТАВ ги повикаа патниците редовно да ги следат известувањата од авиокомпаниите. Бизнис секторот пак вели дека ги чувствува последиците од случувањата на скопскиот аеродром. Густата магла направи проблеми на скопскиот аеродром. Поради намалена видливост, од полнок до 12 часот на пладне, откажани се 20 летови, а еден е пренасочен. Меѓународниот аеродром Скопје не е затворен без разлика на временските прилики. Согласно временската прогноза која ни стигнува од метеослужбата на МНАФ, намалена видливост се очекува и во преостанатиот дел од денов, како и во текот на утрешниот ден. Сепак, со оглед на тоа што временските услови се менуваат постојано и секоја авиокомпанија има свој праг на толеранција на намалена видливост, апелираме до сите патници да ги следат информациите и насоките за нивните летови, кои ги добиваат од нивната авиокомпанија, велат од ТАВ Македонија. Ниеден од 6 авиони на Визер, кои се стационирани во базата во Скопје, вчера не успел да слета дома. Пренасочени биле на аеродромите во Приштина, Софија, Тирана, Солун и Охрид. Поради маглата, вчера на меѓународниот аеродром Скопје слетале и полетале само по 3 авиони. Видливоста паѓаше на помалку од 100 метри. Но освен патниците, трпи и бизнисот. Дадено доцнење на пратка која што доаѓа до соодветна компанија која што има производен процес кој што зависи од таа пратка, воедно значи и понатамошно во ланецот на снабдување, доцнење и на производството на тој, дали е тоа елемент, дали е тоа машина, од било каков аспект значи. Со други зборови, директно алудира и значи на самиот производен процес тоа доцнење. Се трпат економски штети. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, магла ќе има до вторник, кога кон крајот на денот се очекува дожд. Во наредните денови, поради спуштање на постуден воздух од север, на некои од повисоките места врнежите ќе преминуваат во снег. Мартин Арсов, Сител телевизија.
МНАФ информираше дека денеска успешно ги завршиле преостанатите градежни активности за целосна демонтажа на останатите делови од стариот радар на меѓународниот аеродром Скопје. Работите, како што информираат, биле реализирани во период со магла и намалена видливост, кој бил оптимално искористен за комплетно и безбедно завршување на активностите, без какво било влијание врз одвивањето на воздушниот сообраќај. Со оваа фаза се заокружува процесот на демонтажа на стариот и неупотреблив радар, како предуслов за понатамошните активности поврзани со инсталацијата на новиот модерен радарски систем. МНАФ и понатамо останува целосно посветен на безбедноста и континуитетот на воздушниот сообраќај, како и на навремена и професионална реализација на сите планирани активности, се вели во соопштенијето. Нов тип на сезонски грип ги полни болниците во соседството и Европа. Епидемиолозите очекуваат зголемен број на болни по празниците. Какви промени ќе донесат смените во опозицијата, дуи и СДСМ со кадровски, но без лидерски смени, по лошите изборни резултати. Новиот тип на сезонски грип кој ги полни болниците во регионот и Европа, според епидемиолозите, се очекува во брзо време да пристигне и кај нас. Иако во моментов анализите на Институтот за јавно здравје покажуваат просечни бројки на болни од грип, очекувањата се бројот на болни да се зголемува по празниците. Новата варијанта на грип која прави проблеми на здравствените системи низ Европа нема да ја заобиколи и Македонија. Епидемиолозите прогнозираат дека по новогодишните и божикни празници ќе дојде до зголемување на бројот на заболени и хоспитализирани, кој засега според пријавените бројки е под сезонската активност. Поради новиот доминантен сој H3N2 подтип К, во Англија се подготвуваат за една од најтешките зими поради притисокот врз болниците и итните служби. Во Шпанија стапките на инфекција веќе го надминале зимскиот врв од минатата година, а драстично зголемување на заразени има и во Хрватска и Србија. Дали клиничката слика е потешка или не? Кривите што ги следиме по РВ системот покажуваат дека расте бројот на хоспиталните случаи, што значи дека штом се хоспитални случаи поголеми, значи дека и симптоматологијата е потешка, така да очекуваме дека ќе има потешка симптоматологија, меѓутоа се надевам дека кај нас барем бројките нема да бидат големи. Проблемот тука што се јави оваа година, што оваа нова подваријанта, да ја речеме, подваријанта така на инфлуенца А вирусот H3N2 претрпи многу мутации истовремено. Значи некаде во јуни месец кога беше детектирана во јужната хемисфера, беа детектирани одеднаш 7 мутации. Тоа е премногу, значи. Епидемиологото Лумче вели дека грипот оваа година почна порано и се шири, а се наоѓаме во период на предновогодишни забави и празници кога групирањата се неизбежни. Исто така и патувањата надвор од земјата и посетите на ски центри е ризик за зараза. Повраќањето, инкубацијата е кратка, очекувам некаде од 15-20 да имаме малку поголема или нагол скок на бројките со малку посериозна симптоматологија, бидејќи не може да биде во Европа, ако веќе имаме нагол скок, не може нас да не заобиколи, колку и да имаме ние имунитет. Според податоците од Институтот за јавно здравје, оваа сезона има околу 1000 случаи со грип и заболувања слични на вирусот, од кои најмногу се во Гостивар и Куманово. Сања Димитровска, Сител телевизија. Поради променети својства и утврдено присуство на ларви и инсекти, инспектор за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство неделава забранил увоз на над 22 тони киви наменети за индустријска преработка и издал решение за нештетно уништување. Како што информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство, станува збор за 22.340 килограми киви, увоз од Република Србија, за која пратка со органолептички преглед од страна на инспектор за храна утврдено е дека не е безбедна за увоз и за понатамошна преработка. На увозникот издадено му е решение со наредба за нештетно уништување на спорните количини киви, по добиеното известување од негова страна дека пратката не може да се врати во земјата изврсник, стои во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство. Како загадениот воздух влијае врз здравјето? Има ли начин за заштита од опасните PM честички? Што значи продолжената изложеност на загаден воздух? По тема на денот со пулмологот професор доктор Дејан Докич.
Вчерашниот конгрес на ДУИ потврди дека Ахмети останува лидер на партијата и во следните 4 години, а промените на останатите позиции, ако најавени како реформски, и овој пат останаа кај добро познатите кадри. За политичките експерти, промените кај најголемите опозицијски партии се само козметика, ако се следат и промените во СДСМ. Барањата на Ахмети пак за дел од нив се нереални и отстапуваат од Охридскиот договор, додека за дел се веќе добро познати позиции. Испорачаните барања на Ахмети од партискиот конгрес на ДУИ за користењето на Бадантер во секој сегмент на одлучување, па дури и при избор на влада, мешањето во одлуките на Уставниот суд, но и барањето за ветинг на функционери од последните 34 години се надвор од опсегот на рамковниот договор, смета дел од експертската јавност. Доколку ние, условно кажано, ги прифатиме како држава барањата на Ахмети, тогаш веќе ние уставно се редефинираме како уредување и како политички систем. Мислам дека тоа се повеќе флоскули дадени во контекст на затврстување на неговата политичка позиција. Не би рекол дека се нови, мислам дека се имаат во одредени варијанти слушнате и порано и од некои други политички партии на албанците. Имаше вакво барање минатата година во протестите на ДУИ, значи не е ново барање, рециклирано барање. Партиското освежување на Ахмети се сведе на избор на 5 подпредседатели, кои се веќе дел од вревот на партијата, но за ДУИ изборот представува континуитет, стабилност и сигурно лидерство во реформскиот процес. За прв пат во председателството на Генералниот совет се вклучени 20 нови членови, кои за прв пат стануваат дел од овој висок раководен орган. Истовремено е постигната достоинствена родова застапеност како што досега немало. За експертите смената на кадри е само козметичка. Драстични промени изостанаа и во новото раководство на СДСМ. Промени почнуваат од лидер, доколку промените не го зафатат лидерот, сите други промени се козметички. Голем број на лидери после порази во избори веќе ја имаат отстапено лидерската палка на ново раководство. Дуи тоа вчера не го направени во власти, во опозицијата, гледаме перпетуирање на исти политички кадри, се поставува прашањето дали политичките партии веќе одбиваат да привлечат нови свежи лица кои ќе дадат додадена вредност на политичките партии или пак самите лидери ги поставуваат истите политички лица или луѓето од нивниот ростер бидејќи имаат најголема доверба во нив. Постизборните кадровски промени во Мала Речица значеа нов мандат за Ахмети, но и избор на стари партиски лица како Буер Османи, Еркан Арифи, Ербана Пашули, Арта Билјали Зендели и Фатон Ахмети за подпредседатели, како и Арбера Дими за генсек на партијата. Во СДСМ како нова сила именувани беа поранешни партиски функционери, екс-градоначалници и директори против кои се водат судски постапки и пратеници. Александар Саша Димитриевиќ остана генерален секретар на партијата, актуелната пратеничка Јована Тренчевски и докторот Александар Тријановски се новите подпредседатели. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Плакати со верски и навидом мотивирачки пораки повикуваат на приклучување на групи со сомнителна позадина. Ги има низ цело Скопје. Безбедносните експерти велат дека верскиот радикализам технолошки напредува, а државата мора соодветно да одговори. Координаторот на Националниот комитет за борба против тероризам потврдува дека опасноста е активна. И минатата и годинава биле откриени радикални групи кои подготвувале терористички акти во земјава. Миријана Давидовска има анализата. Додека државата подготвува нов закон за следење на онлайн радикализација, на терен се појавуваат суптилни форми на регрутација. Статистиката на МВР бележи алармантен скок на делата од омраза во 2024 и 2025 година, а безбедносните служби веќе пресретнале планови за терористички акти. На прв момент делуваат мотивирачки, духовни и безопасни, но зад нив се кријат групи кои регрутираат. Првиот чекор е скенирање на QR код, кој води до некоја телеграм група или некоја група на социјалните мрежи. А зад нив се кријат луѓе кои што најпрво сакаат да изградат доверба со вас, а потоа и да ве регрутираат. Истражувањата, вклучително и анализите на ИСАД, потврдуваат дека радикализацијата вешто се маскира како група за поддршка. Податоците од МВР ја потврдуваат сериозноста. 2024 година бележи рекорден број на регистрирани кривични дела поврзани со омраза и радикализам. Професорот по безбедност објаснува дека асиметричните актери ја користат својата прилагодливост за да ги искористат социјекономските и системските празнини.
Еден од главните предизвици е проблемот што овие технологии не се направени за безбедност, тие се направени за комуникација и за удобство и како резултат на тоа кога ќе се користат во нивната двојна намена, односно од една страна да бидат позитивни и потребни за целиот прогрес, економски раст и така натаму, достигнување во науката, во исто време да бидат сериозен вектор на закана, бидејќи токму истите тие технологии овозможуваат заобиколување на постоечките безбедносни механизми, безбедносни концепти и секако регулативи кои што ги пратат нив. Павле Трајанов, председател на Националниот комитет за спречување насилен екстремизам, открива дека заканите веќе се преливаат во конкретни планови. Крајот на 2024 и почетокот на 2025 година откриена е две групи во суштина. Дел беше разоткриен крајот на декември и дел во јануар. Суштина се заработи за една група која што се подготвувала да изврши терористички акти, но и доктринацијата е на верска основа или на идеологијата на исламска држава, која што на време е открили службите и се попречени. Тој додава дека државата подготвува нов закон за следење на онлайн радикализација, вклучително и во затворени платформи како видеоигри. Ќе се користат платформи кои што ќе ги следат сите радикални содржини и ќе има рок да се даде налог да се отстрани таква содржина, ако не се постапува. Професорот Хаџијанев предупредува дека само софтверски решенија не се доволни. Мислам дека доцниме со овој закон заради тоа што овој феномен кој што веќе изминатите десетина години е во тренд на пораст. Подпирањето само на нив би било многу опасен чекор, особено заради тоа што последниот дел од прашањето може да се дојде до значително нарушување на границата помеѓу ефективната борба и помеѓу загрозување на човековите права. Прашањето за контролата врз верските објекти останува една од најкритичните точки. Истражувањето насловено разбирање на превенцијата за радикализацијата во Северна Македонија алармира дека ИВЗ нема целосна контрола врз џамиите во Куманово, со што овој град се мапира како плодна почва за регрутирање. И покрај обидите да се добие став од ИВЗ за растот на радикални групи и контролата врз објектите, одговор до објавувањето на текстот не пристигна. За разлика од ИВЗ, од Македонската православна црква излегоа со јасен став. Црквата не препознава раст ниту на десничарски, ниту на левичарски екстремизам во своето тело. Таа како заедница вкорената во верата на троединиот Бог, кој е љубов, не се обликува според идеолошки координати, туку според евангелската заповед за љубов кон секој човек. Анкетите на терен покажуваат дека граѓаните од сите вероисповеди ја препознаваат опасноста и ја осудуваат злоупотребата на светите имиња за радикални цели. Младите не можат да мислат како вас, големите. Многу лесно може да се дават информации, специјални информации, може се да биде. Но и оние почесто гледат на младите отколку што е големите, да речем. Не знам за те групе. Тоа е све искривljeno, тоа не е ислам. Ислам само за мир, за доброчинство, за не можеш да пожелиш некоме зло, не дај Боже исто ко себе си пожеля. Како клучна алатка за превенција, надлежните потсетуваат на црвеното копче на сајтот на МВР, каде граѓаните можат анонимно да го пријават тивкиот повик на радикализацијата пред тој да се претвори во насилство. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Планинската спасителна служба на Галичица апелира на совесно и внимателно однесување во планина и најавија дека нема да интервенираат при заглавени возила, откако е воведена забраната за користење на патниот правец. Со затворањето на патниот правец кон Галичица се зголемува ризикот за оние кои не се откажуваат од планината. Од спасителната служба најавија дека нема да интервенираат при заглавени возила на забранетиот пат, ќе помагаат само на загрозени и завејани лица, бидејќи како што велат најголемиот број на интервенции се токму во националниот парк. Доколку се случи да бидат заглавени возила над местноста Корита, значи над онај предел кај што сообраќајот е забранет за сообраќај, дека ќе интервенираме само во случај за извлекување на луѓе, но не и на возилата. За возилата има посебни служби кои што се специјализирани за ова, ние може да направиме и дополнителна штета и на нивните возила, меѓутоа да ги оштетиме и нашите ресурси. Така што ќе интервенираме во секој случај кога станува збор за загрозени лица, нема да оставиме никого на немилост на ниските температури, но едноставно за возилата ќе мора да си најдат друг. Оваа година планинарската спасителна служба интервенирала при 33 несреќи. За жал ги имаме повторно интервенции со политрауми, најчесто се тоа параглајдерски несреќи кои што се случуваат во нашиот регион, познато е дека е атрактивен за параглајдинг.
и сите оние традиционално, значи, видови несреќи кои што се вообичаени. За среќа оваа година не интервениравме во сообраќајни несреќи, инаку претходните години сме имали такви случаи. Патот во зима со децении е затворен. Оние кои не ги почитуваат сообраќајните правила и самоиницијативно возат, ќе подлежат и на казни. Сообраќајот за љубителите на планина е дозволен до местноста Корита. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Празничниот шепот на Крушевската чаршија. Вака е насловена празничната бајка, која во наредните 2 недели нуди забава и празнична магија за сите посетители во Крушево. Марко Штарговски беше на отворањето. Нека биде магија, празниците може да започнат! Крушево ја започна празничната бајка која што ќе трае од викендов па се до Бадник. Празничниот шепот на Крушевската чаршија во наредните 10 денови ќе понуди забава и празнична магија за сите посетители како никогаш досега. Крушевски специјалитети, греено вино, локум целувки и други благи посластици, книги и ракотворби се само дел од изложените производи на штандовите, а за присутните секој ден ќе има денска и ноќна забава. Главната идеја за овој настан е прво да се заживее чаршијата, потоа збогатување на туристичката понуда на Крушево и нешто што е многу важно за нас како дел од организацијата на овој настан, тоа е моментот на заедништво и колективност, нешто што било во сршта на старите крушевчани и што на наше големо задоволство како организација го поттикнавме кај нашите сограѓани во овој период на организација на овој настан. Организатори се Сдруженијето Крушевски манифест и Општина Крушево, поддржани од општествено одговорни компании. Се вклучија сите туристички објекти во градот и мислам дека ќе биде сето фу. Ова е нешто ново и се надевам дека ќе прерасне нели во традиција, секако се е убаво што и да се случува, да има луѓе. Крушево е туристички град. Ова за прв пат се случува во Крушево и како што гледате има доста народ. Посебно младите имаат многу добри изработки и сите со нешто учествуваме. Крушевската чаршија ќе биде претворена во вистинска сцена на отворено, каде што ќе има спој на уметноста, културата и традицијата. Крушево е преполно, се бара место плюс. Меѓутоа во наредниот период ќе имаме доволно места да ги угостиме сите оние влюбеници во природата, во зимските рекреативни спортови, во убавата храна која ја нуди Крушево и еве ова прилика ја искористувам да ги поканам истите да ни дојдат. Во Крушево во моментов недостасува уште само снегот за да бајката биде комплетна, но и без него со целата оваа понудена програма се задоволуваат сите вкусови. За Сител Дарко Штарговски.